Шесто поред линковско вклучување во Македонија наутро, трето од Скопје, кога ќе ги земеме и оние од Струмица, Валандово и Куманово, ги имавме многу. Ване не очекува на последното вклучување од главниот град на убава тема култура. Пролетна симфонија е насловен концертот кој што ќе биде последен на деновите на македонска музика, а ќе биде со хуманитарен карактер. Деталите ги имаш ти, повели, Ване. Колку е сам убав денот и убаво утрото, стасавме до 18 целзиусови степени, испивме и веќе утринско кафе, дел од друштвото кое што го имавме тука во Младинскиот културен центар беше токму и следната твоја соговорничка во студио Кики, поздрав до сите таму, а ние тука веќе разборени со испиено прво утринско кафе ќе го реализираме во наше трето линковско вклучување, ќе најавиме еден убав концерт насловен Пролетна симфонија, заедно тука со мене се разбира Ана Спасовска, диригент на оркестарот Ајга. Ана, освен што ќе го најавиме концертот кој што има хуманитарна нишка, ќе позборуваме и за неколку успеси кои што се случија изминатиот период, за кои што најавувавме во Македонија наутро. Ајде прво за Пролетна симфонија, завршен концерт од првата сезона на Денови на македонска музика. Добро утро, Ване. Ви благодарам за можноста да го најавиме овој убав концерт кој што ќе се случи на 29 мај. Јас како диригент на оркестарот Ајга би сакала да кажам неколку информации и да ги запознаеме гледачите дека ќе направиме еден хуманитарен концерт за помош на 4-годишното девојче Теодосија Лазаревска, која што боледува од Вилнс тумор. Тоа е тешка болест и потребна е голема сума на пари за да се продолжи нејзиното лекување во Турција. За таа цел, Сојузот на композитори на Македонија одлучува да направи прекрасен концерт, насловен Пролетна симфонија. И концертот ќе има хуманитарен карактер. Сите средства кои што ќе бидат собрани од билетите кои што ќе бидат по символична цена од 300 до 500 денари ќе бидат донирани за малата Теодосија. Јас ги повикувам сите гледачи на вашата телевизија да дојдат, да уживаат и да помогнат да се случи овој концерт и да помогнеме на малата Теодосија. Така да, секако последен концерт кажав во првата сезона на Денови на македонска музика, но токму со оваа хуманитарна нишка, кога ќе се случува? Значи концертот ќе се случува на 29 мај, тоа е понеделник, во големата сала на Македонската филхармонија. Така. Билетите може да се набават на mktickets.mk. Како што кажав, цената е од 300 до 500 денари и сите средства од истите ќе бидат донирани за Теодосија. На програма ќе имаме прекрасен солист кој што доаѓа од Германија. Тоа е големиот виртуоз на виолина Кирил Трусов. Тој ќе го отсвири концертот за виолина и оркестар во Е-мол од Феликс Менделсон, што ќе биде тоа германскиот дел од програмата, бидејќи да напоменам дека Гете исто така дел од организацијата на овој концерт, Гете институт. А вториот дел од програмата ќе биде со македонски дела, бидејќи сепак концертот е во склоп на деновите на македонската музика. Првото дело што ќе го изведеме ќе биде Пролетна симфонија. Како што е насловен концерт. Да, тоа го направивме секако, тоа е осмислено. Бидејќи тоа е 90 годишниот јубилеј на 80 годишниот јубилеј на композиторот Ристо Аврамовски, кој што даде траен белег во македонското композиторско творештво и ќе одбележиме 90 годишнина од раѓањето на композиторот Драган Шуплевски, композитор и диригент, кој што е исто така исклучително важен во историјата на македонската композиција. Неговото дело кое што ќе го изведеме ќе биде Македонско капричо број 1. Така. Сега малку ќе се навратиме ние повторно на крајот разговорот на концертот, да потсетиме уште еднаш за датумот и терминот за одржување, но би сакал и за неколку успеси кои што и убави работи кои што се случи изминатиот период, кога ни гостуваше во студио, го најавувавме концертот со Иво Погорелич. Како помина? Така е, се уште сме под импресија, да кажам, заради тоа што концертот помина најдобро што можеше. Ние сме воодушевени бидејќи секако дека ние се спремавме, значи се подготвувавме, меѓутоа знаевме за кој човек станува збор и кој човек не доаѓа тука. Во моментот кога видовме насмевка на неговото лице, нас ни беше се јасно и ние бевме пресрекни заради тоа што Иво Погорелич дојде тука со позитивна енергија и својата позитивна енергија пренесе кон нас и сето тоа резултираше со прекрасен концерт. Еве, јас
можам да ви кажам дека јас уживав, иако јас го диригирав, би сакала да бидам и во публика за да го почувствувам тој, да почувствувам неговата енергија од другата страна, бидејќи прв пат го гледам и јас во живо. Тој нема дојдено во Скопје како солист. Уживавме во подготовките на тој настан. Се гледа и по твоите експресии дека се уште и после еден месец на вистина го држи. Тоа е убаво, тоа е убаво. Се уште не држи, мислам дека и оркестарот исто така, бидејќи станува збор за солист различен од другите, значи различен темперамент, различен карактер, различен музикалитет, различен талент, различен пристап кон музиката. Сите тие негови измени во концертот од Чопен, кој што тој ни ги кажуваше, ништо од тоа не беше запишано во нотите. Меѓутоа ние, како оркестар, ние ги почувствувавме работите и ги правевме на лице место, да кажам. И тоа беше прекрасно искуство и се надевам дека на публиката и се допадна, по тоа што можев јас да приметам, нели, и по реакции на социјални мрежи, и по реакциите таму, бидејќи се враќавме некаде околу 4 пати по големи овации кои што ги имавме, стоечки овации. Јас сум пресрекна и презадоволна од тој проект и јас се надевам дека исто така се случи и сега на концертот со Кирил Трусов. Да напоменам дека успеавме да наполниме салата на Македонската филхармонија на минатиот концерт и да се надеваме дека исто така се случи и сега. Бидејќи, како што кажавме, цените на картите во овој момент се символични и сметам дека секој човек би требало да посети еден ваков концерт, особено заради тоа што станува збор за концертот хуманитарен карактер. Нека дојде публиката и нека види што значи да се музицира на сцена и да се ужива, да се биде дел од тоа музицирање. Дефинитивно ја заслужувате како уметници нашата поддршка кога зборуваме за символичните цени на картите. Купувајќи карти, со тоа даваме поддршка на вашата работа, културата знаеме колку е важна од аспект на секојдневието наше, нели, на она што го градиме како општество. Пред неколку дена, пред некои 2 недели се врати од Унгарија, диригираше во Сегет, втор по големина град во Унгарија. Да. Имав прекрасно искуство во Сегет, ја диригирав Шехерезада, прекрасно дело, да кажам ремек дело од Николај Римски-Корсаков. Имав одлична соработка со оркестарот во Сегет. Јас таму го одржав концертот како гостин диригент после мојата победа на надпреварот кој што се случи точно пред 1 година во Сегет, Унгарија. И мило ми е што вака продолжи нашата соработка и се надевам дека за брзо време ќе бидам пак таму како гостин диригент во оваа сезона. Ајга ќе одмарали летово како оркестар или имаме големи планови, ќе има на манифестации, концерти? Ајга нема да одмара летово. Нема одмор? Нема одмор. Нема одмор. Да си слушнат сите членови, добро? Да, нека слушнат сите членови. Јас сметам дека членовите би требало да бидат среќни, затоа што имаме прилика да настапуваме вака често, бидејќи бевме сведоци на едно време во кое што светот ова беше затишано, немаше настапи, немаше концерти, зборам за времето на короната, кај што бевме тотално пресечени и многу ми е мило што имаме еден ваков нов почеток. И јас сум оптимист и знам, верувам во тоа дека во иднина ќе имаме само успешни и убави концерти во кои што и ние ќе уживаме, а и верувам публиката. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Подсетуваме 29 мај во понеделник е завршниот концерт од првата сезона Денови на македонска музика со хуманитарна нишка. Влезници има се уште. Да, се гледаме. Се гледаме на 29 во понеделник. Ние се гледаме секако со нашите гледачи и утре. Тука ќе го одјавам ова трето, а во едно и последно линковско вклучување од Скопје. Секако ќе се заблагодарам и на колегите од другите градови и места, каде што утрово имавме линковски вклучувања. Македонија во мало, секое утро со најактуелните и најсвежи информации во овие директни вклучувања од терен. Студио поздрав од мене и од колегата Сашо Доковски, со кој што во утро од 6:30 излеговме на терен и навистина не зажаливме, бидејќи надвор времето е прекрасно, има сонце, пиевме утринско кафе, мирис на свежо косена тревана, не ти прече, верувам. Да, некој кива од тоа, некој не, но нас убаво ни делуваше сето ова, така да забележувате расположение на ниво, искористете го сонцето доколку можете, бидејќи од пладне ќе имаме дожд, убаво е да се пие утринско кафе со сонце, конечно во мај.
Ване, благодарам за информациите. Многу ми е драго што речи си сите линковски вклучувања во денешното издание на Македонија на утро беа на убави теми и се забележува оној прв сончев зрак каква промена во расположението дава. Благодарам многу, секако ние ќе имаме уште многу информации и утре во Македонија на утро. Нашите гледачи ќе се дружат и со тебе.